Кога нема риби во реките и езерата, рибарите ги порибуваат. Кога нема дивеч во ловиштата, концесионерите и ловците го истребуваат. Така може да се дефинира состојбата со ловството во кочанските ловишта на само една недела пред календарскиот старт на ловна сезона на прелетен дивеч. Ниту ловците, ниту граѓаните имаат каква и да информација за евентуални пребројувања на дивечот, за неговата состојба, за евентуални планови за отстрел или ловостој. Дури никој не соопштува дали има населување на полезен дивеч, поради нарушената рамнотежа во природата во која одредени видови се предистребување. Како што нетранспарентно заврши претходната ловна сезона, така нечуно ќе започне и ова. Ловците велат дека нема неорганизираност и дури незаинтересираност не паметат. Од ловно здружение за пример, какво што беше Осогово, кога терените редовно се населуваа со фазана по потреба и со еребица и зајак, а ловочуварските служби си ја вршеа работата, сега ситуацијата со неколку концесионери речиси хаотична. Втора година не функционира ловното здружение Горица во Чешиново Блешево. Многу подолго ловиштето од Оризари кон Осоговските планини. Концесионерите Текстил од Скопје и подружницата Осогово на Македонски шуми од ловни активности имаат само прибирање на средства по основ на ловна дозвола, без да избројат или соопштат каков и да е податок околу состојбите во ловиштата. Уште помалку може да се добие број на отстрелани примероци, ситен или крупен дивеч. Како и да е, ловната сезона на прелетен дивеч треба да започне на 2 август. Меѓутоа, поради земјоделски активности во полските ловишта, може да се очекува да се лови само на ограничени терени и тоа препелица, гулаб, гривнаш и грлица.